Вторник, четврток и сабота. Неби генерација. Средата и недела шукарат шутко. Романот Топ Панч, понеделник, средата и петок, недела Желботека. Петок и најпорани емисија ки романи популација, а на вкерди романи хроника. Мангајато менге шукардикиве амаре програмаја. Шукарат шутко мандар, меси моженатани, тумаро легарот нотарија кај емисијата е шукарата рицаро редакцијата Ришутел телевизија. А вдета коламен шанса са рене заедно те дружинамен ки буд посебно те интересно емисија кердибаши и религија. А вдета манис има моми сафири коте какера јек шужи дискусија интересно, ама мене ете откреното менге нормално се стално, каму кафто ме таджи керен, теди ке на мене понори. Палек тикно джингел и ранаемен, која коли тема, е нормално кој колтано моми сафири. Точно така. Ами сме по студиото и времето е за почивнака емисија Шукарат шутко, а в десијам среда. Тај деш утринто февруари. Хари закастингам емисија, ма винаде като мен као простини на менге. Мломи сафири авдиветано и камера слободно ше и режија му келате ди кентане, којтано моми сафири, точно агаре. Тоа е Шабан Каној, истражуваш на компаративни религии. Најнапред, добро ми дојдовте оваа емисија. Добро ве најдов. Како се осеќате напред? Па добро, пријатно е, студиото е пријатно. Добро, значи Вие ме пречекавте доста добро. Благодарам. Значи денес имаме можност и шанса да збориме нешто повеќе за Бог. И нормално си одбравме една тема, а таа е доста интересна тема која ја одбравте токму вие. Значи секоја емисија ние правиме по две теми. Али оваа тема ќе биде само една тема, бидејќи целата емисија, мислам, нема да биде доволно просторот, ама ќе се потрудиме за околу 1 сат за да објасниме некои работи од оваа тема. А темата може режијата да ја покаже на малиот етер, а темата гласи Искривување на небеските книги. Е така. И првото моје прашање, што се небески книги? Што подразбираме под тоа небески книги? Благодарам. Најнапред ќе ми дозволите еден мал уводен дел да го кажам, бидејќи тоа изискува навистина големо внимание, па ќе речам следно. Се засумувам кај возвишениот Аллах од проколнатиот ѓавол во името на Аллах, милостивиот и somилосен. Донесувам салавати на последниот Аллахов пратеник Мухамед алейхиселам, на неговото семејство, на неговите асхаби, на табиините и таби-табиините. На почетокот би напоменал за сите оние гледачи кои внимателно ќе следат оваа емисија и затоа ги молам внимателно да ја слушате емисијата, од проста причина за да не дојде до тоа да погрешно ме разберат што тоа сум сакал да кажам во врска со цитирање на некој пасус или давање на некој доказ. Јас однапред се оградувам од различните сваќања и различните мислења од гледачите и пошироко, доколку од нивна страна сами тие погрешно разберат. Јас ќе се трудам што по-концизно и што по-прецизно и што по-едноставно да ги искажам сите докази за искривувањето на небесните книги. Значи, како што напомена, темата е искривување на небесните книги. За да ја започнеме оваа тема,
претходно мораме гледачите да ги известиме. Што представува небесна книга? Небесна книга е онаа книга која е објавена од страна на возвишениот Бог, од страна на возвишениот Аллах, со посредство на веровесник, односно преку ангелот Габриел, односно мелекот Џибрил, вестоносецот. Значи, таа книга која ќе се достави до одбраниот пратеник на Бога, таа објава се смета за небеска книга. Такви небесни книги имаме повеќе, меѓу кои имаме и кратки листови, односно сухофи или пергаменти, на некој друг израз, на Авраам, значи на посланикот на Авраам, односно Ибрахим алейхиселам. Потоа имаме во поголема форма на текст Тората која е објавена на Мојсей, односно Муса алейхиселам. Потоа имаме псалми Давидови, кои се објавени на Давид, значи затоа и се викаат псалми Давидови, односно Зебур на Дауд алейхиселам. И имаме, значи, небесна книга Инџил, односно Евангелие, кој е објавен на Иса алейхиселам, односно на Исус. Последната Божја објава е Куранот, за тоа нема да говориме, бидејќи нормално договорот беше да говориме за искривување на небесните книги. Иако Куранот исто така небесна книга. А само едно подпрашање. Дали мислите дека сите овие книги што ги набројавте до сега имат по некој искривување, освен Куранот? Токму така. Нашата цел... И затоа ја оставиме таа книга на страна? Токму така. Нашата цел, односно мојата цел е пред се да не ме разберат погрешно гледачите. Мојата цел на оваа вечерашна емисија и понатака циклус некои емисии, доколку тоа ви налага вашиот временски термин, е со цел да ги обелоденам. Значи, тоа е моја основна да ја наречам потреба и задача и цел. Да ги вашата задача истражувач. Така, да ги обелоденам сите оние несогласувања, сите оние хулења на Аллаховите пратеници кои стојат во двата завета, во Стариот и во Новиот Завет. При тоа, значи јас ќе се потрудам, повторно апелирам и повторно ги молам гледачите погрешно да не разберат. Јас немам никаква намера да ги навредам верските чувства на останатите припадници на христијанството и на еврејството. Туку напротив, моја цел е само да ги обелоденам невистините кои стојат во нив, а кои за тоа не се виновни ниту еден следбеник на христијанството, ниту пак на јудеизмот, односно еврејството, туку за тоа се виновни рабините и свештениците, научениците и теолозите, кои имале за задача тоа да го сторат. Како дошло до тоа и зошто тоа го направиле, зошто дошло до такво искривување, ќе покаже овој циклус на емисии кои сега ќе почнеме да ги говориме. Може да почнеме. Значи, уште еднаш ќе замолам гледачите повторно да не разберат погрешно. Јас не сум екстремистички или пак дискриминаторски настроен према христијаните и евреите, туку напротив, како што реков, мојата цел е да ги обелоденам тие хулења на Аллаховите пратеници, каде што меѓу друго се наведува дека вршеле блуд, дека биле алкохоличари, дека биле инцест, дека правеле семејни цести, така натака. Значи, сите тие невистини кои стојат во тие два завета, моја цел е да ги обелоденам, за да следбениците на христијанството и еврејството видат и увидат во што тие веруваат и што тоа рабините во еврејството и свештениците во христијанството, односно научниците и теолозите, што им презентираат и им даваат на нивните следбеници. Значи, да се навратиме, рековме, небесна книга е онаја книга... Што е небеска книга? Значи, небесна книга е онаја книга која се објавува од страна на возвишениот Аллах со посредство на веровесник, односно на ангелот Габриел до пратеникот, за да ги насочи населението, односно луѓето на земјата на прав Божи пат, а да не одат по крив пат. Ова се вика небесна објава.
Значи тоа е така наречена дефиниција за небесна книга. Исто така, небесна книга невозможно е да содржи во себе контрадикторности, меѓусебни исклучувања, неразумности и нелогичности кои човечкиот ум не ги сваќа, односно не може да ги разбере. Значи, таа небесна книга која е од Бога, значи која е со посредство на веровесник, невозможно е да содржи вакви недостатоци. Значи, таа е исклучена од секаква мањкавост, од секаква паличност. Добро. Колку небески книги постојат? Како што кажав, значи, небесни книги постојат повеќе, почнувајќи и првите објави доаѓа, значи, не во писмена форма, туку доаѓа во интелектуална форма, со директна објава во разумот и во умот на неговиот пратеник, односно на Божиот пратеник. Почнувајќи од Адам па до Авраам. Значи, до Авраам, каде што добиваме први писмени пергаменти. Авраам ги пишувал тие информации кои му се дадени или не? Не, затоа се велат тие со посебно надахнение се објавува објавата на тие пратеници. Меѓутоа, објавата која доаѓа во писмена форма е веќе од Авраам, односно од Ибрахим алейхиселам. Значи и ние имаме таму така наречени сухуфи, односно листови, пергаменти, каде што е збир на правила и прописи кои треба да се придржуваат верниците, да не обожуваат друг бог освен еден бог, па и редослед кои консеквенции на правила и прописи кои повлекуваат од тоа искажување нема друг бог освен еден бог. Потоа имаме значи Тората, ни доаѓа Тората, Тората се објавува на Мојсей. Интересно е, значи на крајот ќе го кажам, потоа доаѓа објавата Зебур, односно псалми, и се објавуваат на Давид, односно на Дауд алейхиселам. Потоа доаѓа третата објава Инџил, односно Евангелие на Иса алейхиселам. Интересно е што овдека мора да напоменеме посебно дека сите овие објави доаѓаат одеднашка и се објавуваат одеднашка. Не се објавени континуирано, како што тоа е случај со последната Божја објава со Куранот, величествениот благороден говор на возвишениот Аллах. Значи тука имаме огромна разлика. Објавата што е објавена директно и одеднаш, односно што е објавена одеднаш, таа представува посебни правила и прописи исклучиво само за тој еден народ. Значи таа не е објавена за цело човештво, туку објавена е за еден посебен народ. Така да, значи, како што напоменав, Тората е објавена на Мојсей и на неговиот народ. За израелците. Да, меѓутоа не е објавен и за останатите луѓе, и за останатиот народ кој постои во земјината топка тогаш. Исто се случува и со псалмите, односно со Зебурот, кој му се објавува на Давид, односно на Дауд алейхиселам, кој исто така се објавува одеднаш, со збир на правила и прописи на верување и практикување на таа вера, и тоа е само за народот на Давид. Понатаму, да не се копирам сами од себе си, значи третото Евангелието исто така се објавува одеднаш само за еден народ и за Исус, односно за неговите овие приврзаници. Разликата, кажав, значи, помеѓу нив е тоа што Куранот, односно величествениот говор на возвишениот Аллах, благородниот Куран, доаѓа како објава за цело човештво. И никако во ниеден случај не можеме да ја ставиме во иста категорија со претходните објави. Зошто? Па ете, пред мал се објаснивме дека таа е објавена само за еден народ, но Куранот е објавен за цело човештво. И Мухамед алейхиселам доаѓа, значи, односно Мухамед доаѓа како милост на сите народи. На него му беше наредено да не проповеда само на единствен народ на арапите, тоа е погрешно разбирање, и многумина, значи кои се немуслимани, многумина разбираат и имаат сваќање, не знам од каде ги добили тие информации, како дошле до такво знаење,
до таква информација, до таков став, до такво мислење, дека исламот е објавен само на арапите, во арапскиот полуостров и на никој друг. Нека се седат они таму, нас не ни интересира ништо. Не, ова не е точно. Значи, Куранот, односно исламот е објавен за цело човештво. И Куранот не беше објавен одеднаш, туку е објавен цели 23 години. 13 години во Мека и 10 години во Медина. Значи 23 години. 23 години. Добро. Како дојде до тоа искривување на овие небески книги? Момент. Не е проблем. Искривувањето на небесните книги дојде откако генерациите на објавата, односно поколенијата. За пример ќе земеме Тората, бидејќи Тората е, рековме, во прва писмена форма. Само дали ќе може да ја познаеме малце книгата и да прочитам додека вие зборите? Слободно. Благодарам. Значи, Тората е во прва писмена форма објавена на земјата. И таа, значи, се објавува на народот на Мојсей, за да ги изведе, односно евреите, народот на Мојсей, да ги изведе од робството. Тие долго време молеле, плачеле, кукале, му се обраќале на Бога, за да им даде некој излез од тортурата на фараонот која вршел врз нив. Иако возвишениот Аллах знаел однапред што ќе се случи, тој сепак, за да се воспостават докази, значи велам, за да се воспостават докази на земјата, за неприкосновеноста во извршувањето и правењето на лоши дела на самите евреи, возвишениот Аллах се смилува и го спушта Тевратот, односно Тората, како објава. Што се случува понатаму? Првите генерации кои верувале во таа објава, во Тората, и во упатствата кои Мојсей им ги кажувал и им наредувал на своите приврзаници, на својот народ да го практикуваат, односно да ги практикуваат сите тие правила и прописи, првите генерации биле достојни и навистина тие ќе бидат наградени од страна на возвишениот Бог. Но нивните поколенија ја искривуваат книгата. Значи ја искривуваат книгата. Што се случува овдека? Овдека се случува една посебна тема за која можеби во наредните емисии ќе говориме. Ѓаволот е оној кој е отворен непријател на човештвото. Во Куранот, благороден Куранот, возвишениот Аллах вели: "О луѓе, немојте да му верувате на ѓаволот, бидејќи тој е ваш отворен непријател." Од таа завист, бидејќи ѓаволот се сметал за посупериорен и полно важен во неговото постоење, бидејќи е создаден од оган, меѓутоа не е оган, да не разберат гледачите сега погрешно дека се работи со упалјач некој оган, не, меѓутоа тоа е сосема некој друг оган, дека тој е направен од оган, а првиот човек Адам е направен од кал, од глина, значи од ферментирана глина. Овие се основните причини. И кога возвишениот Аллах му рекол: "Ти се дава време до судниот ден и ти нема да имаш никаква власт на оние мои робови кои од мене ќе бараат заштита и кои мене ќе ме обожуваат и кои на мене ќе ми се клањаат, ти над нив ќе немаш никакво право." Меѓутоа, тој како непријател кој е исфрлен на земјата, ја имал таа улога да го пренасочи од главниот пат, односно правиот пат, поколенијата на Адам. Значи, тука доаѓаат тие први меѓусебни недоразбирања кај следбениците на Тората. Рабините исто така, значи кои биле учени, кои биле свештеници, кои имале право да толкуваат Тората и да даваат мислења, така наречени според исламската терминологија фетви, за одредени прашања во верата, за некои практични работи и така натака, биле токму тие кои почнале со искривувањето на книгата. Понатака добива огромен континуитет на искривување на тие небесни книги. Дали имаме доказ за тоа? Имаме. Така да,
Тората престанува, значи да биде таа полноважна, онаква како што ја објавил возвишениот Аллах. И евреите, значи, ајде да не се изразам погрешно да не ме разберат гледачите, значи рабините, конкретно рабините, кои ја имале таа улога, тие си направиле своји преданија, значи усмени преданија, кои тие им ги пренесувале од колено на наредните генерации за сите тие правила и прописи. Исклучувајќи ја, значи, Тората која е во оригинална верзија објавена од возвишениот Аллах. Тие тоа го прават од меѓусебна завист и добивање на материјални средства и не знам што уште така натака. Па тие усмени преданија ги ставаат во писмена форма, која денеска до нас стига како Талмуд. Значи, тие се тие писмени, односно усмени преданија во писмена форма, наречени Талмуд. Така да сега имаме таква фактичка состојба, што Тората и воопшто не можеш да ја препознаеш од оригиналот. Значи, тука се помешала лагата со вистината. Па повеќе имаме лага отколку вистина. На почетокот, ако слушателите, односно гледачите, внимателно ме слуша, кога реков дека за искривувањето, континуитетот кој добива за искривувањето на евреите. Значи, одиме понатака. Мислата ми беше да кажам дека континуитетот на искривувањето на книгата се како да се изразам тоа, благодарни за тоа се, значи одговорни за тоа се рабините. Јас немам намера сега да ги окривувам, значи сите останати приврзаници на јудеизмот кои веруваат во тоа, меѓутоа фактите и доказите говорат тоа. Самата Тора, значи, поминува низ огромен временски период, каде што доаѓа до нејзино запленување од страна на императори, цареви, меѓу кои Навуходоносор, потоа разни императори кои вршеле етничко чистење, значи на еврејското население и на нивното верување со цел да го искоренат еврејството, бидејќи тие го мразеле. Имале причини поради која таквото нешто го сториле. Меѓу кои, ете, го напоменав и Навуходоносор, и тој со 40.000 војска влегува во Палестина, во сегашниот Кудс, влегува во Палестина и прави масакар, значи прави масакар на целото население, не обрнувајќи дали ќе убие дете, жена, старец, туку се што му дошло пред лице, значи сите ги убивал, ги злоставувал, а оние кои успеале, значи да пребегаат во околните ридови, успеале да се спасат, меѓутоа голем број од нив биле уништени. Додиме понатака на... Океј, сега кажи ми која е веродостојноста на небесните книги, односно исправноста. Да. Вака сега, што се однесува за исправноста. Многумина од христијанските научници и еврејските научници, односно рабини, имаат генерален став дека оригиналната Тора, која му е објавена на Мојсеј, оригиналниот псалм, односно Зебур, кој му е објавен на Давид, и оригиналниот Инџил, кој му е објавен на Исус, дека се токму тие книги кои ги имаме денес. Сега, бидејќи времето нема да ни дозволи да во подробности да ги разложиме сите овие факти и докази, јас ќе се обидам само со неколку битни елементи за да гледачите сами увидат дали на вистина се тие оригинални Божји објави за кои сега зборуваме за веродостојноста на тие небесни книги, за да самите они увидат дали е таа книга објавена на Мојсеј е исто и таа денеска што постои. Значи, треба да ги дадеме аргументите. Истото тоа се случува не само со Тората, туку се случува исто и со Евангелието и со Давидовите псалми.
Значи тука имаме огромни модификации и искривувања кои имаат тек на континуиран тек, значи на тоа искривување. Посебно морам да напоменам дека во времето кога не постоела печатница, за да се печатат преводите, значи авторите и оние кои се грижеле за препишување на текстовите, односно на пасусите кои стојат во Стариот Завет, односно во Тората и во Евангелието, односно во Новиот Завет, како и Давидовите псалми, сите тие преводи, сите тие трансакциони преводи се одвивале со ручно со пишување, значи со ракопис, со ракописно пишување. Сега, приликом тоа, тие автори, значи кои вршеле препишување на копиите на Библиите, правеле грешки. Пред се,